Тешка недела и метеоролошки и политички. Одиме поред, имаме многу за коментирање. Поносењето на срамната резолуција на Европскиот парламент, од која исчезнаат термините македонски јазик и идентитет, веќе нема дилеми. Европската унија и Бугарија сакаат македонскиот јазик и народ да исчезнат. Да не се лажем, не се работи за никакви уставни измени. Тоа им е јасно на сите, освен на СДСМ. Затоа мислам дека прашањето за уставните измени е затворено. Македонија не треба да се откаже од членство во ЕУ. Ако некогаш не примат, но не смееме да бидеме понижени и осакатени. ЕУ уште еднаш покажа дека Македонија за нив е непосакуваното дете, кое го би го примиле во нивното семејство, ако тоа дете биде запишано во матичните книги како новороденче со нов идентитет. Но не е само Бугарија таа која сака да ни го избрише нашиот јазик и нација. Ја заборавивме и Грција, која сега фаќа се одстрана и се уклучува кога треба да им се помогне на сојузниците од Софија. Назад ни е зимата со Грција. Ене онаа европратеничка Афродити Латинополи, гркинка ли е, Оделада ли е, македонка ли е, не е задоволна ни од Преспанскиот договор, кој е 10-0 за Грција и во кој Заев и Ципра се договорија дека има два вида на македонци, грчки и овие овде, од Скопија, што би рекла Афродити. The vast Greek Macedonia of Philip and Alexander the Great of Greece was taken over by some Slavs who centuries later demanded to be called North Macedonian. I can't say that name. Афродити, кажи жити се, какви се овие македонците што играа Оро за Илинден на сред село во Овчарани, наши или ваши? По оној циркус во Страсбург треба да ни стане јасно дека Македонија нема пријатели меѓу европските пратеници. Дури и онаа словенечка пратеничка со македонско потегло игра двојна игра. Знам дека убаво звучеше реченицата на Јовева дека на македонскиот народ не му треба ваша дозвола за да постои. Но истата таа Ирена пред неколку дена изјави дека уставните измени во моментов биле најреалната опција за деблокада на преговорите на Македонија со Европската унија. Не треба да се заборави поддршката на Јовева за шарената револуција на Заев, која помогна да дојдеме на ова дередже на кое сме сега, и со Грција, и со Бугарија. Знаете ли што е мишка? Не е тоа што мислите. Тоа е едно бугарско глувче по име Георг, кое многу се осили откако главниот глодар по име Бојко му стана кум на мишката. Море имаше и глувчешка свадба. Во глувчешката дружина ја земаа и убавата Виолета, која е глувчешка новинарка. Глувчето Георг се осмели да си поигрува со еден лав од преку границата. Откако лавот заража, глувчето мишка веднаш се пожали кај постарите глувци од канализацијата. Глувчешкиот собир му рече: Георг, седи си мирен, каде се видело глувче да задева еден лав? Седи си во дупката, не оди по паметот на главниот стаорец Бојко, од кого многу глувчиња, наместо со сиренце во рачињата, влегле во стапицата и никогаш не излегле оттаму. Македонија гори од пожари. Веќе на сите им е јасно дека потпалувачи се пиромани, политички пиромани. Како што објави Фокус, функционер на ДУИ е осомничен за подметнување на пожари, а при претрес му се пронајдени запалливи материјали. На пироманите единствена цел им е да се прикаже дека власта не може да се справи со пожарите и дека тие се спасителите. Подобро сите да се запалиме и да се полиеме со бензин како што предлагаше Заев, ако дојдовме до тоа ДУИ да бидат спасителите. Се појави нова анкета за рейтингот на политичарите и партиите. На неколку месеци пред локалните избори не треба да си политички експерт или пак симпатизер на некоја партија за да не видиш дека на СДСМ на овие избори им се заканува потоп. Дебакал. СДСМ преку сила може да освои 2-3 градоначалници. Може нема ни толку. Кај политичарите, сите лидери кога ќе се соберат немаат рейтинг колку премиерот Мицковски. Венко дури не е на второ место, таму е неговиот коалициски партнер Али Ахмети. Кај партиите пак ВМРО ДПМН има повеќе од двојна предност пред СДСМ и оние од Бихачка со цел памет ќе одеа на предвремени парламентарни избори. СДСМ на овие избори е помирен со пораз. Имаат само една цел, како да одработат за ДУИ, а ДУИ, ако некогаш дојде на власт, да го земе и СДСМ. Во каков пат е ДУИ покажува и тоа што несудениот генерален секретар на НАТО Бујар Османи го спремаат за кмет на Чаир.
а овие од СДСМ уште им одработуваат. Па нема појако. Еднаш поданик, секогаш поданик, и во добро, и во лошо. А лошото за СДСМ допрва доаѓа. Дали крајот вака мириса?